Уште пред 2 месеци направивме програмска конвенција во која што ги дадовме само нашите правци во која насока ние предлагаме мерки и кои мерки во 10 области. Понатаму продолживме со процесот на консултирање со граѓаните, бидејќи тие имаат своји интересни идеи и мерки кои треба да влезат во нашата генерална програма, која што ќе биде основата за преговори во идни коалиции, но и при правење на идна влада. Тоа се мерки од кои што Либерално-демократската партија нема да отстапи во текот на предизборните преговарања, но и се мерки кои доаѓаат директно од граѓаните. Сметам дека на еден ваков потранспарентен начин и низ разговор со граѓаните повеќе може да слушнеме што навистина им треба, отколку само ние политичарите да даваме наши идеи што им треба, затоа што најчесто, знаете, политичарите имаат една визија и замисла, но добро е да ги слушнете граѓаните за нивната визија и да се најдеме некаде на средина заеднички за она како ќе ја градиме понатаму државата, но и секојдневното живење. Зајкова, што бараат граѓаните? Предпоставам ова не ви е прв пат. Не е прва. Што бараат граѓаните од вас како политичари? Граѓаните највеќе имаат замерки во делот на правосудството и функционирањето на институциите, но и голем дел од нив се загрижени по однос на она што се случува со младите и со образовниот процес и бидејќи тоа си го налага и демографијата, генерално во делот на грижата за пензионерите. Она што ме интересира, дали веќе влегувате во Европскиот сојуз, ако не се лажам, значи ли тоа дека веќе се надзира коалицијата со СДСМ? Значи, ние на вчерашниот извршен одбор донесовме одлука дека ќе влеземе во коалиција со европските сили, односно во европска коалиција, затоа што ЛДП уште во својата програма во 90-тите ставила дека стратешка цел ќе биде полноправното членство во Европската унија. Ако ги гледаме моментите и глобалната политика, веќе крајно време е да се споиме со она што значи брз воз за Европската унија, затоа што гледаме дека политичарите низ годините не најдоа консензус да направат големи реформи, реформи во правосудниот систем, реформи во администрацијата и се оди на база на популизам и собирање на политички поени. Од тука ќе дадеме зелено светло за она што значи брзо интегрирање, односно што значат одлуки и иницијативи кои што ќе донесат до брзо полноправно членство во Унијата, а гледајќи геополитичката состојба и во Европа и во светот, верувам дека тоа може да се случи многу брзо и сега одлуката е дома на нас. И само за крајно прашање, дали ова е можност за зајакнување на капацитетите на општинско ниво од страна на ЛДП? Така, ова е голема можност, бидејќи општинските организации доаѓаат до израз и тие можат директно да комуницираат со граѓаните да ги запознаат кои се луѓето кои што ја промовираат либерално-демократската идеја во нивните општини и градови.